Можеби сте љубител на цвеќе, го одгледувате, негувате, чувате. Но што сте подготвени да направите за подолго да ја зачувате неговата убавина? Струмичанката Лидија Давчева има рецепт. Го пресува и суши, а потоа од него создава уметност. Вели, љубовта и интересот за цвеќето одамна постоеле во неа. Се дури еден ден не решила и да почне да работи на таа љубов. Лидија, најпрво ако може да ни објасниш како се најде зафатена од овој бран на љубов со цвеќето? Па, тоа од секогаш како да постоело, меѓутоа наеднаш некако исплива на површина, така, сосема случајно или не случајно. Се јави од желба за да правам хербариум, почнав така да ги слушам во книги најпрви цвеќињата, испадна многу убаво. Почнав да правам така некои декорации, слики, да ги комбинирам со бои и така бев воодушевена. Па од прилика околу една година, потоа почнав малку да истражувам и на интернет, да гледам други како работат, како прават и така се степен се погоре и погоре, почнав малку и така да се усовршувам. Почнав да учам многу за цвеќињата, за нивните имиња, кој е нивното значење, што символизираат и така, еден сосема нов чуден и волшебен свет. Како се чувствува еден влюбеник во цвеќето додека чека тоа да премине од една форма во друга? Лидија вели дека секогаш одново се изненадува на трансформацијата, бидејќи секое цвеќе е различно. Највосхитувачкиот момент е кога ги ставаш цвеќињата во преси и не знаеш што ќе се случи и потоа ги отвараш и тој вау момент на воодушевување на восхит, како целата таа убавина се задржува, се видоизменува. При сушењето тие ја менуваат формата, бојата и меѓутоа нивната убавина си стои, само на друг начин и така во некоја поинаква форма и токму тоа изненадувачки момент е она што најмногу ме фасцинира и ме воодушевува постојано и постојано. Во книги тоа како почетна фаза, како на почетокот и тоа исто како љубов меѓу книгите и цвеќињата, знаеш, ги отвараш книгите, си ги прелистуваш пак, меѓутоа во пресите испаѓаат многу поубаво, им се одзема таа природна влажност и тие си остануваат, исто така во пресите, како на подруг по-квалитетен, потрајни, да. Првичната занесеност со цвеќето прераснала во посериозна обсесија. Сега експериментира и со други форми и постојано истражува што ново може да вметне. Како влюбеник во уметноста бара начини како сувото цвеќе може да ја облагороди ликовната уметност, но и книжевноста. Преку сушеното цвеќе ми дојде како совршен медиум, да можам да се изразам. Например, јас многу ја сакам уметноста, меѓутоа не знам да цртам, а со цвеќињата можам совршено добро да се изразам. И сето тоа акумулирано знаење од уметноста, од поезијата, од музиката ми го надополнуваат сето тоа, а преку цвеќињата можам да раскажам приказна, да кажем, или да го изразам во вид на колаж, или комбинација букети и така. Меѓутоа можам да се изразам преку нив. Но што се случува додека чека цвеќето да го помине процесот на сушење? Јас, например, ке станам, ќе ги проберам цвеќињата, дали се добро исушени. И така, тоа е постојан процес на наблюдување на како некоја врска, што се развива и така. Цвеќињата ми стана како обсесија, буквално станав како мањак за цвеќиња, постојано гледам дали тоа ќе испадне добро, дали може тоа да се суши и така, да. Како еден вид обсесија. Каде наоѓаш материјали? Тешко ли е да се најде материјали? Ние живееме во прилично живописен крај, меѓутоа што значи да се обезбеди доволно материјал за да ја негуваш таа своја љубов? Да, во зимскиот период обично ги купувам за да имам материјали, меѓутоа сега пролета се е раззеленено, каде да се свртиме има цвеќиња, сега е полесно. Слушам, од секаде, например, од планината, од дворовите, комшиите ми даваат, некој ги купувам, но сега, да кажеме, главно инспирација од природата, така, прошетка една обична и човек ќе си собере.
Правењето колажи од свежо цвеќе е многу креативен чин, па Лидија ја канат да им дава малку од своето знаење и на децата. Вели тие наискрено се радуваат кога со своите рачиња ги допираат сушените цветови и од нив создаваат нови дела.